Утрински стихови од Библијата. 29 октомври. Божјата љубов е ветена. Зашто Христовата љубов не опфаќа. 2 Коринтјаните 5:14. Иако неговата љубов бива одбиена од тврдоглавото срце, тој се враќа да го моли со поголема сила: еве, стојам пред вратата и чукам. Привлечната сила на неговата љубов ги гони душите да му отворат. Христос, кај своите весници, ќе ја всади истата оваа копнежлива љубов што ја покажува тој, барајки ги загубените. Ние не треба да кажеме само дојди. Има такви што го слушаат повикот, но нивните уши се премногу заглушени за да го разберат неговото значење. Нивните очи се премногу заслепени за да можат да видат какво било добро во она што им се нуди. Мнозина ја сваќаат својата голема деградација. Тие велат: јас не сум достоен да ми се помогне. Остави ме. Меѓутоа, работниците не смеат да се откажат. Со нежна, сочувствителна љубов пристапете им на обесхрабрените и безпомошни души. Вдахнете ги со својата храброст, со својата надеж, со својата сила. Со својата љубезност натерајте ги да дојдат. Ако Божиите слуги би оделе со него во вера, тој ќе и даде сила на нивната порака. Тие ќе бидат оспособени да ја представат неговата љубов и опасноста од отфрлање на Божјата благодат, така што луѓето ќе бидат поттикнати да го прифатат Евангелието. Христос ќе стори прекрасни чуда, ако луѓето го направат својот од Бога одреден удел. Во човечките срца денес може да се изврши исто толку голема преобразба, како што некогаш се извршила во минатите поколенија. Преку човечките орудија, кои соработуваат со божествените, мнозина кутри кои се отфрлени, ќе бидат вратени назад. И од своја страна тие ќе тежнеат да го обноват Божиот лик во човекот. Постојат такви кои имале многу оскудни можности, кои чекореле по грешни патишта затоа што не знаеле за подобро и на кои ќе им дојдат зраци на светлина. Мнозина ќе дојдат од најгрубите заблуди и грев и ќе го заземат местото на други кои имале прилики и привилегии, но не ги ценеле.